моите деца, не само македонци, и турци и другите етноси, ги гледа секојдневно. И потоа ме препознава. Ако сакате, од 4 години, не од 7 години, што одат на училиште, ме препознава, ако ме видат случајно некаде. И дедовците нормално. Затоа бев многу среќен што игра во тие епизоди на македонски народни приказни, се велеше. Се јави по телефон Богдан Попѓочев, рече дека има една улога за мене, не бев го читал сценариото, во серијата Трд вија Скопје, дека треба да го играм еден Газда Зеко, по национално, што знам, Ромли, не знам што, кој живее во Италија, што ги крадат децата и терат да питат, да просат. Ама рече дека уредниците, не знам што, не остават со брада да игра тој. Туку треба да ја бричам брадата. Ја по телефон му реков дека не ја бричам брадата. Рече, тога нема да ја добиеш улогата. Во ред. Нема да ја добиеш. Дека требало тој лик, Газда Зеко, тој, не лик, туку тој, па јас да го играм тој лик без брада. Јас не се сложив да ја бричам брадата и останам без улога, нормално. Он рече, не може да не остават уредниците. И ништо. По една недела ми се јавува Богдан Попѓочев, вика се сложи уредниците, може да играш со таа брада. Не толкава не ми беше, помала брада ми беше. Добро, го читав сценаријата, ми се допадна и сценаријата и мојот лик. И снимавме. Не веруваше дека ќе дојдат толку газди, а? Да, ти кажам право, Газда Зеко, и не верува. Сега гледаш кој е Газда Зеко? Гледам. Газда Зеко е главен. Газда Зеко е газда на сви. За тоа Газда Зеко ќе си го праша малку Стојко малце, знаеш? Не буди тврдоглава. Пружам ти руку. Јас земам шемсија за сна за да се ородиме. За да будеш под мој заштиту. Во своје време, брате мој, јас ти бев колач. Колачик. Имав и колачница. Но сега ја немам поради мечка. Ја растурија дождоите. Ја разнесува ветришта. Та камен на камен не остана од неја. Ево таа колачница работев од рано утро до вечер. Им ги поправав на селаните палешниците за ралата. Им ги крепав мотиките. Им ги остраев српоите. Се нешто. Пропаганда! Јасно, брати, да. Доби. Ако се родиш повторно, дали би избрал истата професија? Ја би ја избрал. Не повторно, 1000 пати да се родам, пак би ја избрал актерската. И јако не е лесна актерската работа, но би ја избрал. Многу е тешка и психички и физички, но задоволство е на секој артист да биде, бар не за секој, туку за мене да бидам пак актер. Почна огловите и исполни речта на Синот Божи! Почна огловите
Второто пришествие! Земјата ќе потоне! Небото ќе го снема! Лази си им на верните! Лази си им на смирените души! О, Господе златен! Уништи го ова погано семе! Неверниците! Искариотите! Злодеите! Доаѓа потопот! Второто пришествие! Веќе ништо не ќе остане! Се ќе збрише Севишниот! Ништо не ќе остане од овој поган свет! Нека ти прости Господ и со среќа нека ти е царствово. Отидов прв пат кај Горан Марковиќ, се видовме прв пат, порано не се знаевме. Он ми го даде сценариото и рече оди во хотелот кај што беше резервирано, читај го сценариото, па утре ќе се видиме. Отидов во хотелот, почнав да го читам сценариото. Ја мислев дека има текст. Тој не ми кажа дека нема текст. Туку во ремарки имаше, но не текст, туку нешто во ремарки дека зборува. И утредента, кој накратко вака на брзина телеграфски да избрам, отидов утредента, по една ноќ, се видовме со Горан Марковиќ, што е одличен режисер, и му реков дека Горане, ова болест ја не го знам. Иако беше во бивша Југославија 72 и примавме вакцини сите поред, многу страшна болест, но никој не видел тој болниот или тие што биле во карантин. Никој нема прилика да ги види. И му реков дека овде нема текст. Како ќе ја градам улогата, многу е тешко. Без текст, а улога. Не статист, туку улога. И тој не ми одговори, само ми одговори дека од тебе зависи филмот. Ама велам, Горане, како зависи од мене филмот, кога немам никаков текст? Ке бидам као статист. Не, од тебе зависи. Само толку. И што да правам? Бидејќи таа болест, за да го доловиш тој лик на филм, што ќе гледа многу широка публика, и медицинарите, и здравствени работници, ме фати малку паника, уште пред да почнам да работам улогата, така да се нарече. И после читав една книга, што беше печатена на брзина. Тој се однесуваше према екипата, као да сме сите сплотени. Не се однесуваше како режисер. Јас сум режисер, па вие морате да слушате, морате да го направите ова што јас сакам. И да вика, не викаше. И тој даваше некој елан на глумците, некоја инспирација што глумците од себе, се гледа тоа, го дава на максимум што можат да го дадат на филм. Вечераш ќе